Кажи и направи нешто добро за Македонија. Општина Илинден успешно ја реализираше 13-тата литературна манифестација Илинден 2012. За прв пат годинава оваа традиционална манифестација беше посветена на најмладата македонска поезија и проза. Ова манифестација уште еднаш ја оствари својата цел – интензивирање и промовирање на современите културни достигнувања. Литературната манифестација Илинден зафаќа достојно место во просторот на културните збиднувања. Со сета своја автентичност остава белег и придонес за афирмација на културата. Бидејќи во годините што изминаа, се представија многумина писатели, поети, доајени на пишаниот македонски збор, кои што поставија темели на ова манифестација, оставајќи траен, неизбришлив белег кој е патокас на генерациите што доаѓаат. Значајно е да потенцирам дека за да создадеме престижна литературна манифестација со која што ќе се гордееме, нужно е да внесуваме нови содржини во кои што ќе се пронајдат сите генерации, да размислуваме за идните генерации и да им искажеме почит и признание на претходните генерации. Градоначалникот Стојановски додели повеќе плакети за придонес во афирмацијата на литературната манифестација Илинден и во развојот на македонската книжевност. Присуствуваме на еден исклучителен книжевен настан, а тоа е ова антологија која има многу убав поетски наслов, познат поетски наслов, Ветерот носи убаво време, антологија која се обидува да ни представи една нова генерација во македонската книжевност со еден сосема нов сензибилитет и со едно ново чувствување на светот. Значи, ова антологија ја промовирам еден ден по мојот роден ден, во што наоѓам некоја символика. На некој начин, навлегувајќи во 40 и таа година од животот, работите на македонската литературна сцена веќе не се онакви какви што биле пред тоа, или барем како што јас и многумина мои, за жал, полуинформирани колеги мислеле дека работите се такви какви што се. Се подсетувам на онаа прочуена мисла на Мирослав Крлежа, кој што од прилика на мои години ја изговори реченицата: ние не си заминуваме, младите не туркаат. Но, кога младите не туркаат, тие може да не турнат само напред, се надевам не во амбис. Затоа што оваа антологија, која носи еден убав, парадигматичен наслов, како што рече мојата колешка, Ветерот носи убаво време. Ветерот носи убаво време, ама ветерот има и една бесплатна санитарна функција. Ветерот го чисти и ѓубрето од културната сцена. На манифестацијата беше промовирана првата антологија посветена на најмладата македонска поезија и проза Ветерот носи убаво време, во издание на Матица Македонска, а финансиски поддржана од општина Илинден. Кажи и направи нешто добро за Македонија.